Здраво, драги гледачи и любители на емисијата 15 минути со, во денешното издание на 15 минути со. Ќе разговараме со еден доста интересен лик, професионален бармен, по име Методи Перунковски. Најпрви здраво за тебе и добро ни дојде во емисијата 15 минути со. Благодарам што ме поканевте да учествувам во вашата емисија. Така, како што најавив и на почетокот, професионален бармен кој што се занимава веќе години наназад со тоа, со правење на професионално на коктели. Има освоено многу награди, но за 15 минути што ќе кажеме, ќе гледаме да кажеме. Па ќе гледам да видам брз да опфатам се за 15 минути, пошто ме рече дека 15 минути е емисијата, така да... За како прво прашање, што би направил Методи за 15 минути? Доста работи. Колку коктели би направил за 15 минути? Некаде едно околу 100 може да се направи. Тоа е голема бројка навистина. Така. Ајде, Методи, малку да почнеме од твоите почетоци. Од кога се занимаваш како професионален бармен? Кога велиме професионален, сигурно имаш. Моите почетоци, значи, како бармен датираат уште пред 20 години, значи се уште тогаш бев и тинејџер, млад бев, не размислував дека ќе се занимавам професионално со оваа професија. Значи, ја рачунав како прелазна гранка за во моментот да почнам. Се додека не почнав да работам во бар, значи во комуникација со луѓе, да изучувам, да проучувам работи, значи сето тоа нешто ме завлече и почнав да се едуцирам, значи да учам за историја на алкохолните пијалоци, значи миксологија на пијалоци, кој со кој пијалок можеш да го мешиш, со однос на дали да биде колку, значи да ставиш за да биде благ, кисел. Иначе, например, коктелите треба да бидат добро балансирани. Јас сум бармен, коктел маестор, значи во подготовка на класични коктели, да разграничиме, значи по класични коктели. Значи јас правам коктел да биде добар по вкус и по изглед. Другиот дел, значи не сум акробација, сепак имаме некои виштини, нели, за да ги анимираме гостите, но не сум. Заради тоа што кај мене, например, кога одам на надпревари, се оценува, значи, прецизноста во работењето, вкусот на коктелот, изгледот и декорацијата. Тука се оценува сето тоа нешто е предмет на оценување, додека, например, флер бармените кои што се оценува акробацијата која што ја прават, додека не се оценува коктелот. За дегустација не се зима во оценка. Како што кажав да се навратам, значи пред 20 години не размислував дека ќе се занимавам како угостител, професионален бармен и сакам да им кажам на сите дека доколку вложиш труд во некоја професија, ќе екзистираш и ќе напредуваш доста добро. Значи не е нито една професија за подценување. Како што е барменството, кога ќе кажеш дека си бармен, некој ќе каже ајде шанкер. Не, ние сме бармени, значи едуцирани бармени кои што сме поминале сертификати, обуки, значи психологија на гости, справување во кризни ситуации, кога гости не пијан, да знаеш дали да процениш дали е пијан, дали може се уште да му дадеш алкохол. Значи тие се одговорности на бармените, како што имам кажано во некои наврати. Така? Има една поговорка дека барменот е најдобриот бесплатен психолог на гостите. Седнуваш на шанк со една пијачка, се исповедуваш на барменот, си ги решуваш проблемите и си одиш до дома. Така. Нели, сите бараат издувен вентил, а барменот е тој што значи секој што треба да биде позитивно расположен, да ги изслуша сите, да ги расположи сите. Да. Другиот дел да направам еден осврт на моето CV, како што би рекол. Така. Значи, веќе од надпревари сум повлечен, пошто во моментот сум подпредседател на Сдружение на бармени на Република Македонија. Во Македонија не учествувам на надпревари, инаку имам завземено учество на преку 68 надпревари во Македонија и надвор од Македонија, од кои што 40 и нешто миси со награди. Така? Секоја награда е добре дојдена. И би сакал да им кажам на младите бармени кои што се, никогаш да не се откажуваат. Јас, например, кога почнав да одам по надпревари, 3 години одев по надпревари, значи да видам да се апгрейдирам, да видам кај се наоѓам со моето изучување како барменство. Имаш надвор од државата некаде на надпревари имаш одено? Да, ќе се навратам, ќе
кажеме за тоа, значи во Македонија и надвор од Македонија, од кои што два ми се најдраги. Значи имам одено како претставник на Република Македонија на светско првенство за бармени, два пати имам одено и два пати имам се вратено со трето место на светско првенство, тоа е во 2011 и 2015. 2011 беше во Варшава, Полска, каде што се надпреварува во категорија на After Dinner, значи десертен коктел, и изедов трето место, додека во 2015 беше во Софија, Република Бугарија, каде што бех во категорија на Sparkling, значи на сопенливи вина, и пак исто така освепина, кој може да се похвалам дека сме единствениот бармен од Македонија кој што два пати има одено на светско и два пати се има вратено со награда, што е доста голем успех и за Македонија како мала држава, значи имаме квалитетни кадри. Значи не само јас може да кажам дека имаме и низ Македонија доста квалитетни кадри како бармени кои што работат, само не сакат да се експонира. Исто така, значи, мастер класови каде што се предава за секој еден алкохол, значи апсейл, како се прави маркетинг на сите тие историја на доста мастер класови имам посетувано. Последниот мастер клас кој што беше во времето на корона го зедов на Бадел, Хрватска. Од нели сите дома се обидувавме да правиме нешто и јас така се почнав еден мастер клас од месец дена, го положив исто така. Некој ме кажува, ја бе, што те на толку признание наградити, секој знаење добре дојдено. Така. Значи јас како бармен не кажам дека знам се, секогаш има се уште за учење. Не може да кажам, значи, знам се, не. Секогаш постои, пошто угостителството е како технологијата. Секој ден се развива, има нови методи, нови имплементации, нови сирупи, ликери, нови алкохоли. Не можеме да бидеме нонстоп во тек со сите тие работи, пошто и Македонија е мал пазар, ограничени сме во се, во некои работи. Така, нема да биде интересно доколку ги пиеме истите коктели нормално. Да. А дали се сеќаваш кој беше првиот коктел кој што го имаш направен? Првиот коктел кој што го имав направено, значи беше мохито. Нели, тоа е најбаран летен коктел. Јас и можам да кажам за гостите е најпобаруван коктел, а додека кој ќе сретнете некогаш во комуникација со бармени ќе ви кажат дека за нив е најомрзен коктел за правење. Не знам зашто, дали не е ништо сложено, едноставен коктел, дали заради организацијски во бар не се подготвени да го спремат. Исто така имам, значи, преку 50 коктели мои авторски, заради тоа што на секој надпревар кога одиш, пријаваш собствен авторски коктел, кој што веќе не е регистриран. Интересно. Значи, за секој надпревар ти подготвуваш своја рецептура, свој коктел, се зависи во кој контекст се одржува надпреварот, дали ќе биде во отворена категорија каде што си слободен, отворен за креирање, или во одредена категорија каде што си ограничен, па мора да комбинираш состојки сите тие работи. Например, имаше еден интересен надвор од Македонија, каде што беше за да биде, значи, не повеќе од 100 калории коктелот. Да содржи, значи, природни состојки сите тие работи и самата рецептура да биде пријавена во калории. Што е многу тешко да се искомбинира заради тоа што знаеме дека коктелите се доста калорични, еден коктел, значи, може да замени и каже рече еден оброк. Пошто имаме сируп, ликерите, шекер и сите тие работи, алкохолот, сите, значи доста калорични се. Има случаи кои ќе видите, значи, нели, безалкохолни коктели кога пијат мали деца, јас сум имал тие ситуации, ќе збеснат, тоа има шекерот, значи, кој што го конзумираат. Так. Се стануваат поактивни. Другиот дел, значи, би сакал, нели, да се осврнам пред се. Работата која што да работиме бара внимание и труд. Вие секогаш не гледате расположени, да, но од другата страна на шанкот си има своји плусеви и минуси. Ние секогаш сме расположени за гостите, тука сме секој за нив, инаку
напорен е процесот на работа, значи работиме некогаш и по 10 и по 12 часа на ден, работиме, цело време сме на нози и секогаш кој ќе земе да изгледа, а ние се уште мора да останеме позитивни за гостите, заради тоа што ние сме лицето на секој еден угостителски објект. Така. Би те прашала, сега сме во есенско време. Значи колку есента и зимата се пијат коктелите и кажи ми кои се најатрактивни, најбарани коктели во моментот. Еве, во летото спомнавме мохито, апероли шприц кој што исто така многу аперол, актуелен. шприца сега се поактивни, значи За зимскиот период кои се? За зимскиот период, значи би предложил виски сауър, коктели со джин, значи коктели со виски, имате исто така Godmother, Godfather, Negroni, еден од моите најомилени. После тоа имате варијација на Negroni Americano, дека можете, значи Boulevardier. Сите тие се значи зимски коктели, Rusty Nail, се зимски коктели, како што постојат летни, така и постојат и зимски коктели. Летните претежно се значи во голема форма, да бидам поопшти, да може да ме разбере и публиката. Значи летните коктели се во подолга форма, со повеќе мраз сите тие работи, додека зимските коктели се постужуваат претежно значи во ниски чаши или во мартини чаши, попозната кај нас во стручниот речник е коктел чаша, е мартини чаша, ама кај нас е познато мартини, оти служиме мартини во неа. Нели? Значи и се појаки на алкохол. Пред се заради тоа. Исто така и греаните вина, значи се еден вид коктели. Да. Сега не знам, јас например би ти поставил на тебе прашање, дали знаеш дека водка џус е коктел? Не. Да ти кажам дека водка џус ми беше најомилен пијалок. Водка џус е, значи, и постои име, скрудрайвер, или на македонски штрафцигер. И водка џус е коктел. Значи секоја пијачка помешана со нешто е коктел, да се разбере. Значи, два алкохола или алкохол и сок помешани веќе станува збор за коктел. Мажите или жените, Методи, кои повеќе консумираат коктели? Би ти кажал дека женската популација е по-љубопитна, секој сака да проба нешто ново и да, женската популација повеќе конзумира коктели. Додека машката популација сака појаки пијачки, чисти, стрейт. Дали виски, дали било што, додека женската популација обожава нели вкусеви, вие имате повеќе осет за тие работи. Еве, јас за мене лично ќе се кажам, пијам коктели, не викам дека не пијам коктели, но многу пати знам кога ќе седнам да наречам безалкохолен коктел. Што би кажал ти за безалкохолните пијалци, ги бараат ли? Се бараат. Значи како што постои популација, клиентела која што ги бара алкохолните пијачки, значи мора да постои безалкохолно, за да понудиме, имаме пред се и малолетни нели клиенти и луѓе кои што денеска не сака да пие алкохол. Ќе пие безалкохолно, не му се пие, да кажеме, сепак сака да се освежи. Да се освежи нешто, да ужива во некој пријатен вкус кој што ќе биде создаден. Сака да пие безалкохолно, не мора ние секогаш да ги форсираме луѓето да пијат алкохолно. Значи, во повеќе случаеви коктелите знаат да не приличат повеќе и по нивниот изглед, значи по декорацијата. Што Методи најмногу користи за декорација? Претежно се користат состојки кои што може да се конзумира, значи тоа стои во правилата на креирање на коктели, секогаш да се користат состојки кои што може да се конзумира, значи овоше, зеленчук, било што. Само да се јаде. Додека вештачки декорации е препорачливо да се избегнуваат. Ето сега може да сретнете некаде, значи се користат и цветови. Да, тие цветови се пак може да се конзумира. Додека има некои декорации што се од вештачки, на пример, создадени работи, не е препорачливо. Оти секогаш одиме на тоа да може да се издаде таа декорација. Ако не ја издадеш, ако ја оставиш, џабе. Џабе, значи. Не знам колку ни дозволува времето, мислам дека имаме уште малце, кратко ние, значи 15 минути. Не знам, ти ме праша што може за 15 минути, јас... Може многу, ама така. Кажи ми, ни рече пред да снимаме дека секој коктел, името на коктелот си има историја. Накратко околу тоа. Да, точно е. Секој коктел си има своја историја.
Например, ќе почнем со наједноставниот Куба Либре. Мислам дека знаеш што се состои Куба Либре, Так. рум, Кока-кола, лајм. Прилика, да. Настанот е во Куба по повод ослободувањето, значи на Куба. Имале рум, имале Кока-кола, стават лајм и прават живели ние како што викаме, здравица и Куба Либре, нели, слободна Куба. Тука имаме други, значи, имења на коктели кои што се создадени, например Аперол шприцот, ти како што рече, Аперол Најактуелниот што и по Инстаграм го ставаат, го сликаат. од сите шприцеви. Аперол шприцот е, например, има постои во Светската асоциација, е регистриран под името Шприц Венетијано. Значи, настанат е во Италија, во северниот дел. Северниот дел е настанат и сега, после тоа оде другиот дел маркетиншки, значи го прекрстуваат Аперол Шприц. Другиот дел, Хуго Шприц. На што те асоцира? Хуго Шприц. Хуго Шприц е, Стварно не знам на што ме значи асоцира. ако италијанците го имаат Аперол Шприц, Австрија го има Хуго Шприц. Хуго е австриско име. Ето така. Да ги асоцира исто така нешто. Например, ќе почнам еден од старите класици, Негрони, Американо или Мито. Мито е основа за правење на овие претходните два коктели, значи Кампари, кој што доаѓа од Милано, и Мартини, кој што доаѓа од Торино, на скратено Мито, Милано Торино. Почнуваме, значи, со него настанокот на името. Во времето на прохибиција, кога американците доаѓале, значи, шетале низ Европа да пијат алкохол, постоело, значи, Милано Торино, пошто им бил многу јак, ставаат кисела вода и го нарекуваат Американо. Така добило името Американо. Додека после тоа италијанците револтирани од тоа, пошто нивно нешто имаат, се вика Американо, ја вадат содата од него, значи имаме Кампари, Мартини, црвено, ставаат джин, го пробуваат, ние ќе го крстиме нешто наше, традиционално, го крстуваат Негрони. Тука е, значи, секој настанок си има своја историја, Така. позадина. Методи, навистина многу научивме денеска од тебе, а верувам дека има уште многу да научиме за коктелите. Јас многу ти благодарам што одвои време од твоето работно време. Се надам дека повторно ќе ни бидеш гостин, тука се одјавуваме. Се надам, благодарам. Ти благодарам на тебе.